Почитувани, наместо парите на граѓаните да се наменуваат за изградба на инфраструктура, здравствени и образовни објекти, владата пред избори ги префрла на невладини организации, отварајќи сомнеж за купување на гласови. Затоа Министерството за финансии со денови молчи и не објаснува каде завршија 1.000.000 евра. Со 1.000.000 евра може да се изгради едно ново современо училиште во кое младите ќе ги имаат најсоодветните услови за стекнување на своето образование. Владата предводена од Заев не изгради училиште, ниту пак започна да гради, но им даде 1.000.000 евра на невладините организации во рок од 1 месец. Јавноста се уште нема добиено одговор зашто ќе бидат наменети 1.000.000 евра во пресред на локалните избори. Дали парите се префрлени на организации кои во минатото вршеа подкуп на гласачи? Дали повторно македонските граѓани се соочуваат со изборен инженеринг и со газење на нивниот глас? СДС на чело со Заев ветуваше транспарентност во работата на владата. Невладините организации спроведуваат 3-годишна црна кампања против владата предводена од ВМРО ДПМНЕ, во која меѓу другото ја обвинуваа и за наводната нетранспарентност. Откако СДС влезе во владината зграда, која беше уништувана токму од невладините организации, Заев заборави на транспарентноста, а невладините организации молчат по исплатените милионски суми. Не е познат ниту начинот за распределба на средствата, дали одлуката за префрлање на парите ја вршат токму активистите на невладините организации, кои сега работат во владата на Република Македонија. Крајот на ваквата политика започнува на 15 октомври, пошто ќе следи целосно уривање на оваа власт. Ви благодарам на вниманието.